Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ова срце, што со себе води разговор ноќен во тревога бездна. Пиши ги Манчестер Кетс двојка излегува. Челси Кетс двојка излегува. А ја да пишам дека ноќ ќе падне, ден ќе остане, ја ти кажувам. Ало, а ја да земам да ти акнам една, не гледаш дека некој тука и читат? Кој читат? Јас читам, кој читат. Ја фукнам една, ќе ти кажам уво. Ајде. Шо, ајде. Јас барем читам книги, ти со тие дефтерчињата твои. Книга што нема дно, а во твојот случај со овие глупости, твојата глупост нема дно. Бате Стрезо, ова за тебе е виша математика. Ја мајка. Ова го нема кај тебе у тоа книжулињата. Ајде ти мене остави. Ова книжулиња, имаш среќа што ми се погоди книга, иначе те пукнам, еднаш ќе ти кажам уво. Макар едно. Книжулиња ова. Што читаш и од кога ти читаш, многу ме интересира. Јас од кога читам, јас море прво научив да читам, па после ја зборувам. Така, седи мирен таму. Ама прво Охридски научи да читаш, изгледа. А литературно Бате Стрезо научи ли? Абе, ќе го јадиш со антенала, да знаеш. Добро бе, читам и ја пати. Последно што имам прочитано е ова, како го вика, со чизмите девојчето. Не. Пипи. Пипи долгиот чорап. Пипи долгиот чорап. Да. Браво, истиче, браво. Прво не се викат пипи долгиот чорап, него се викат пипи долгиот чорап. Па исто е тоа. Не е исто, акцентска целост имаш, долгиот чорап. Да, бе, да. Си слушнал некојаш за акцентска целост? Да. Не си слушнал, ти ми се расол имаш. Акцентска целост, долгиот чорап, Да. граматика, Да. предслог, Да. Блаже Граматика, Конески, од кај тебе. Да, Значи не се викат да. од мене, тука се викат од мене, не се викат од тебе, него се викат од тебе, не се викат за мене, се викат за тебе. Ме разбираш? Чеки са, од кого е, за кого е, ништо не разбирам. Абе, за тебе е цела, разбира, тебе ти објаснам, за тебе е цела Знае. Саме, О, тешкото Добро, знаем зуло дека е. си имате за нешто скарано, затоа што ве чекам од преска. Каде сте? Абе, нигде не сме, имам просветителска дејност со трупецов овдека, ево, кажи и за граматика. За граматика. Зашто? Трет. Океј, тајм аут. Значи, бидејќи доцниме, а треба да ве носам кај Сергеј Андреевски во ателје. Човекот по повод 100 години Блажа Коневски направи 31 платно во чест на Блажа и азбуката. Влегувајте во кола да одиме. Чек, мора една селфи пред да тргнеме. Добро бе, Стефан, мора ли? Ајде, мора се, ајде. Стрезо насмеј се, бе, бате. Ајде. Еве го моето ателје, еве ги сликите, тука е азбуката. Буквите од нашата азбука го поттикнаа Сергеј Андреевски да го направи циклус од слики посветен токму на нив, на 100 годишнината од Блажа Коневски. И со секоја буква на платно ги оживеа на за него специфичен начин. Па буквите се секако дел и во мене, бидејќи моите родители се писатели двајцата. Тие со букви, целото творештво нивно е направено со букви. Значи, тоа е моја некоја внатрешна архива. Јас само случајно шкртнав на хартијата и излегоа се појавија првите букви и тогаш јас помислив, добро би било да направам една серија на слики со букви и така се роди азбукава, што еве имате дел од мојата изложба што ја нареков азбука околу мене. Обкружен со нив, им даде лице, идентитет и пеат како птици, крикнуваат како животни, затоа што се нашата природа. Кирилицата зборува за нас. Зборуваат пред се за нашиот народ, што велеше Блаже Коневски, јазикот е нашата татковина.
Мојот јазик е сликарството и преку тој јазик јас ги представив буквите. Преку собствениот јазик и преку собствената внатрешна енергија. А внатрешната енергија на Сергеј, спокојот и неспокојот, кој што излегувало до асоцијативната моќ на буквите, го дефинирал целиот сликарски процес. Некои од нив се родиле од еден потек на четката или од тубата, а на некој од нив бдеел за да бидат токму на број. Сепак за него една е најзначајна. Македонија секојаш ќе биде таа е поврзана и со Блаже и со азбуката и со мене, јас би рекол, бидејќи така бев одгаен и воспитан во тој дух, дека нашето е посебно, дека нашето има таа наша специфика, таа наша вредност, зборувам таа, како би ја нарекол, креативност, што е несомнена, затоа што нашите поединци во светот покажуваат дека ние навистина заслужуваме да имаме достојно место на картата на светските вредности. Браво! Вака се сака јазикот, вака се сака уметноста. Да. Она јазикот наш на суше. Јазикот. Што сум јадел еден јазик телешки у струмица. Чој, грне вака го носат, абе се топ. Лиги ми попука. Види го тезгер едно. Не, за тебе описменех е онеписменех. Што зборувам? Црноризец Храбар, Охридска книжевна школа, 10 век, за буквите. Се што не знаеш. Молим. Одамна е тоа, бе. Добро, јас сум Храбар, шо? Од Велес сум само, не сум од Охрид. Ама па Велес е град, светски познат град, да знаеш само. На CNN и на BBC не имаш. Да. Си слушнал некогаш за Европска награда за литература? Петар Андоновски е момчето кој што ја доби наградата. Светска фаца. Тука некаде треба да е. Ќе го однесеме до таму кај што треба да појде. Не. Право селфи. Ајде, сега може. Од 4 романи кои што ги имаш напишано, еве овој е еден од нив, трите се со награди, многу сериозни награди. Како знаеш дека ќе живееш од литература, дека ќе создаваш романи кои што стварно ќе вредат да бидат трага на времето во кое што живееме? Многу интересно што воопшто ја не сакав да станам писател. Јас некако од секогаш мислев дека ќе станам актер. Татарот ми беше прва љубов, а книжевноста некако дојде отпосле во средно и некако на шега повише тргна пишувањето, отколку сериозно, потоа запишав студии по компаративна книжевност, но никогаш не мислев дека еден ден тоа ќе ми биде професија и дека од тоа ќе можам да живеам, особено во Македонија каде што речиси да немаме професионални писатели и каде што нема писатели кои живеат, но еве мојава генерација успеа некако да се избори и да почне да биде и преведувана, а сето тоа се должи нели заради тоа што живееме во едни времења каде многу полесно е достапно, многу полесно можете да излезете надвор, можеби од претходно, а и мојата генерација почна да пишува на некои теми кои претходно не биле пишувани во македонската книжевност, а кои се интересни за светската книжевност. Токму тоа, колку нашите локални теми знаат да бидат универзални и знаат да бидат провокативни за читатели кои што се не само надвор од Балканот, туку глобално. Да станат универзални. До пред некој можеби 20-30 години во дечкиот жанр во македонската книжевност беше поезијата. Прозата беше некако на маргини и секогаш сме имале поквалитетна поезија од проза. Сега мислам дека првпат ситуацијата е обратна. Првпат имаме поквалитетна проза од поезија и тоа се гледа, мислам, според успесите на прозните автори, каде што спаѓам и јас. Интересно е тоа како се промени, а тоа се должи затоа што претежно македонската книжевност беше изградена, зборувам за прозата, на тој така наречен историски наратив, каде што доминираат тие историски теми, кои се важни само за нас овдека македонците, но не се важно. Ни замислите, на пример, како на некој читател во Кина
ќе му го објасните локални онај контекстот од крпен живот, каде две јатрви си крадат колбаси една од друга на таван. Или, например, кога Велика пред Јон во Пиреј ќе прдне, ја тера да трча 50 кругови околу куќа. Тоа, например, тешко дека некој би го сватил тој локален контекст надвор, затоа мислам дека мојата генерација го имаше токму тој успех, затоа што почнавме да пишуваме на сосем поинакви различни теми кои ги засегаат и читателите и во Брисел, но и читателите во Кина, но и читателите во Америка. И твоите награди, англиски пен, Европска награда за литература 20-та година за Страф од варвари, се преведувани романи кои што сериозно надминуваат локални рамки. Како знаеш дека твоите книги се соодветно преведени? Интересно прашање. Например, најубава комуникација имав со преведувачката Кристина Крамер, која го преведе Страф од варвари на англиски, а која го преведува сега во моментов и Лето, во којата нема на англиски. И, например, Крамер ми пронеде многу грешки кои ниту еден уредник, ниту еден читател во Македонија, а ниту еден друг преведувач на друг јазик, а романот е преведен на 10 јазици, го немаше забележено. Во романот на едно место спомнувам мачка, а потоа мачката станува мачор. Извините, господине, само едно прашање баш ме интересира. Книга вакви се преведит, например, на јапонски јазик, така? И кај нив знаеме дека една хиероглифа, две реченици се. Од 100 страни книга, колку ќе добиете овдека? 4-5 страни ќе е на јапонски, така? Види, ја пишувам кратки романи. Моите романи се по 100 страни. И ја конечно ќе го исполнам оној услов во македонската книжевност што постои. Во Македонија инаку, ако ви е под 300 страни, тоа не се важи за роман. Во Македонија мора да имате 300 страни за да ви го важат за роман. Мене постојано ме убедува дека моите романи не се романи, туку дека моите романи се новели. Што тоа никаде во светот го нема. А дали се со илустрации или не? За Стефчета наш прашувам, пошто тој без илустрации не разбира. Не, можеме да дадеме гратис фотографии. Супер. Ќе завршиме работа. Петар, а кога станува збор за јазикот, оној кој што го негуваш во твоите романи е современ јазик. И како изгледала таа комуникација со лекторот? Колку си писмен за да можеш да пишуваш добри романи како што ги наградуваат? Тоа е многу интересно. Лекторот е клучен. Лекторот знае да биде клучен, затоа што лекторот може да го подобри романот, но лекторот може и да го упропасти целосно со јазикот. Не може вие да пишувате роман на современа тема, роман кој се случува во 21 век, а лекторот да ви употреби некој архаизме или некој јазик кој речиси веќе никој не го зборува. Имав еднашка една случка, за среќа сум имал претежно лектори со кои сум се разбирал и со кои енергиите ни се поклопувале. Кога зборувам енергии, мислам на оние креативни енергии. Имавме каде што за еден збор само се фативме. Не се ни сеќавам веќе како беше зборот, ме убедуваше дека тој збор поубаво ќе звучи, но во контекст на моите романи штрчаше едноставно, неприродно делуваше тој збор, но на крај најдовме заеднички јазик. Кога сме кај лектори, знам дека овој ти го има лекторирано Татјана Евтимова. Како одеше со неа соработката? Со Тања перфектно, имавме перфектна комуникација, речиси немав никаква забелешка за она што ми го исправаше. Обично знаат да се однесуваат како јазични собраќајци лекторите, но со Тања немавме апсолутно никакви проблеми. Јас имав замерка само за еден збор, што подоцна ми го прифати Тања. Таа имаше предлози некои што ми се видува многу интересни, јас ги прифатив, но Тања е од оние лектори со кои без проблем можам да соработувам. Петар, и сега веќе немаш потреба од работа со лектори, можеби само со издавачи, затоа што Страф од варвари никаде по Скопје ја нема. А не само Страф од варвари, никаде ги нема и Очи со војна чевли и Телото во кое треба се живее. Сите три наскоро излегуваат 4ти изданија. Тогаш како ти се вика новиот роман? Не кажувам. Не кажувам. Кажи сега, наши сме овде, никој нема да издае. Ајде, кажи. Не кажувам, тоа е насловот. Добро, Брди, биди трпелив затоа што имаме можност да ги имаме неговите 4 други романи како задолжителна литература за летово. Лектири? Лектири за Стефче, за тебе книги за уживање. Стефче нема да пипни, ако нема слики во нив. Еве Тања, застани. Еве Тања пред нас.
Ај паркирај се тука. Буквално е, значи, сообраќаец кога станува збор за јазикот. Ај паркирај се, ќе застанеме тука ќе зборуваме со неа. Тања, туку што те зборувавме со Петар додека се возевме во такси, каква е соработката на лекторот и авторот? Колку се финалниот филтер? Јас те исполив, пази што ќе збориш. Многу плодна. Соработката меѓу авторот и лекторот треба да биде спрега, никако непријателство, никако надмудрување. Напротив, јазикот тоа го дозволува, ние постојано се колнеме во тоа дека јазикот жива материја, така што лекторот треба да се напојува од авторот и обратно. Значи, кога се лекторира фикција, книжевност, треба да се биде многу внимателен, да се потикнува и да се храни токму авторската идеја за зборообразување, за нови конструкции, дури за некои палавости во јазикот, бидејќи писателите се вистинските јазикословци и тоа го покажале многу автори во минатото, да не зборувам за Гане Тодоровски, за Конески, Петар Андоновски, навистина не дека е тука со нас, туку ние сме имале соработки во лекторска смисла, јазична смисла, така што сметам дека писателите се вистинските познавачи и збогатувачи на јазикот. Ти кажав дека е супер за соработка. Да, особено што имав чувство дека ќе те доживам, како што не застана, имав чувство дека ќе те доживам како сообраќаец. Крут чувар на она што се вели македонски јазик. Јас би рекла, за жал, тоа е тој стереотип за лекторите и за врската меѓу лекторите и сите останати пишувачи, меѓу кои и писателите, новинарите. Но јас лично се трудам да го разбијам тој стереотип, а и ме радува кога многу мои колеги размислуваат така, дека лектурата значи поткранување и збогатување, а не забрани, цензури или пречкартувања. Дури кога станува збор за разговорни зборови, кога станува збор за нестандардни зборови, треба да се трудиме токму преку нивното подсилување тие да влезат во лексиката, во фондот на зборови, а не да се isfрлаат. А кога станува збор за предизвиците со кои што се соочува македонскиот јазик во моментов, особено лекторите знаат да кажат дека ги има сериозно многу. Бидејќи е времето такво, денес навистина секој пишува и тој што е писмен и тој што не е писмен. Кога зборувам за писменост, мислам на елементарна писменост, а од неа произлегуваат сите други нивоа, како и критичко размислување, интелектуалност и така натаму. Навистина се колнеме во тоа дека јазикот е нашиот идентитет и треба да ни биде прва работа токму писменоста. Значи, ги имаме предизвиците на елементарна граматика, правопис, особено веројатно на социјалните мрежи. Да, социјалните мрежи се еден медиум кој што е навистина многу шаренолик по тоа прашање и може и многу и да се научи од нив, но кога станува збор за јавен говор, јавно обраќање, кога станува збор за тоа дека секој текст е на некој начин образовен текст, образувачки, воспитан и така натаму, треба многу да се внимава на јазикот и на писменоста и тука навистина треба да дојде лекторот во некоја главна улога и на, еве да речам јазичен чувар или на некој кој што е оној што вистински ќе му даде дури стилски призвук, дури стилска нијанса, стилски допир на текстот, иако тоа во суштина и не би требало да биде лекторска работа, меѓутоа добриот лектор е и јазичен стилист. Јас имам двајца колеги, ги запозна Петар, Стефан и Стрезо. Анче, паше, многу ми се разборува нешто, ајде. Само Ајде, секунда, куса. Стрезо ни од Охрид, а Стефан ни од Велесеве, ни се погоди и Петар да ни од Куманово. Кажете ми, колку сте флексибилни во однос на дијалектот, за да знам како да се однесувам со нив? Велешаните во ДНК го имаат, во генот го имаат стандардниот јазик. Кумановците и охриѓаните, поради својата писменост, културна традиција, можат многу да направат за јазикот и искрено мислам дека ние многу треба да учиме и да црпиме од дијалектите. Тоа е максимата и геслото на Конески и на Мисирков претходно и на сите оние кои што се занимаваат со јазикот, имено дека дијалектите се вистинскиот природен извор на збогатување на јазикот. Фала ти многу за муабетот. Нека ви продолжи вашата плодна соработка. Имаме други кои што треба да ги собереме по пат со нашето такси. Се гледаме за следниот твој роман. Тања, ние ќе се допишеме кога треба нешто да коригирам да не звучи скопски, туку да звучи стандардно. Се разбира. И јас ќе го дозволам тоа. Фала ти многу. Ајде, се гледаме, другари. И чекај, слушајте го овај. Заборави други ночи, други нежни насмевки.
слики заборави. Ме натера да ги фрлам сите слики неизини. Да рачистам... Ќе го фане, бе. Чекай, стиховите? Ако си да ти спијам, до зора да те За тебе ако треба се да изгубам. Знаете што ми текна ви кажам? Дали Кажи. знаете дека песниве, особено од Тоше, имаат страшна моќ. Заради песниве од Тоше едно чудо странци ме научено македонски јазик. Да. Сериозен се? Да, најсериозно. Да. Јас имам сретнато едно минимум 5-6 души во Охрид, Света Софија, купија нешто магнетчиња, такви работи, сувенирчиња, абе сите перфектно македонски и то граматика точна поарна од Стефчета наш бар. Да. Озбилно. Не Да, бе, сум да. сретнала јас се уште никој. Ево, сега ќе ти кажам едно другарче мој, Крешо се викат. Од кај е Креша? Крешо Хрват? ти е од Хрватска. Кај го Аше сретна ти. Креша? Крешо го сретнав, Света Софија, лав муавет едно друго, абе ме викам, и од Хрватска си помуаветов, да бе, да. Ама после тоа уствари го слушаме и вика, бе, чекаме, ние правиме муавет на македонски. Да бе, викат на македонски правиме муавет, кај научи и така се фативме. Абе, чекај, најбо те, јас да ти дам бројче, ти да се чуеш со Крешо. Сериозен се? Озбилно, само да застанам негде, да не го ваѓам телефонов, да не скапат полиција. Ти ќе вртиш или да вртам јас? Ти. Ево Крешо. Здраво, Крешо. Ана и Стефан, да ти се представиме. Бројот ни го даде Стрезо. Стрезо. Како бе не го знаеш Стрезо? Пуно поздраве. Стрезо од Охрид, Абе, другарот твој. слободно, на охридски зборови му знаете. Од кај да знам јас охридски? Од Охрид. Требит да го знаеш. Стефче, ајде га излези јас да седнам да се видам со пријателчињава. Добро, Крешо, еве го твојот Креша. Крешо, ќе ни кажеш кој си, што си, зошто за прв пат дојде во Македонија? Па, почнав да го слушав Тоше Проески по наговор на мојата пријателка од Хрватска. Почнав да го слушам јазик, почнав да учам након што Тоше загина, бидејќи сакав да запознам Македонија, а јас секој пат кога патувам некаде сакам да научам основа на јазик, така да можам да се да можам да се снајдам во некоја држава. Ама јазикот ми беше толку драг и толку мил и го научив. Можеби нема да го зборувам како македонец, ама за некој хрват мислам дека многу добро ми оди. Добро, искрено, колку време беше потребно да го научите македонскиот јазик? Од почеток најтешко ми беше читање и пишување на азбука, бидејќи јас никогаш немав учено кирилица во школа или во приватен живот, и тоа ми беше најтешко. Јазик само пошто го учев самоук, немав никаков професор, 6 месеци ми требаше да почнам да го зборувам. Кажете ми конкретно за мотивот и инспирацијата зошто почнавте да го учите македонскиот јазик. Вашиот другар, мојот партнер Стрезо, вели дека исклучиво било потребно токму заради Тоша. Реци ју. Па, љубов кон Македонија, ама мостот беше Тоше Проески. И бидејќи имаше многу песни на македонски јазик, не ги разбирав и сакав да научам што значат тие зборови, така да можам да слушам и да разбирам сите останати песни, освен на хрватски јазик. По редослед прво беше Тоше Проески, тогаш беше знаење на македонски јазик, а како да кажем, шлаг на торта беше Сопруга од Кавалец.
Трезо, вие дома зборувате на охридски, ама Крешо како зборува дома со партнерката? По дома јас зборувам хрватски, чист хрватски јазик, а сопруга зборува кавдаречки. Dakle, македонски со дијалектом. И совршено се разбирам. А лафам ја кавдаречки, лафам. Иако зборуваме за европското семејство, какво е значењето на јазиците како средство за комуникација токму во Европската унија? Па, еве ја кажам, ќе ви кажам на македонски, ќе ви кажам на хрватски. Почитувајте јазик, почитувајте традиција и култура од место од кај доаѓате, затоа што јазик кој ви причате и културу коju ви имате у себе, то сте ви. И тоа вам нитко у свету не може узет. И промовирајте свој јазик и своју културу и своје обичаje свугди у свету. Тоа вам нико никад не ќе узет. Могу вам узет све остало. Без обзира дали сам ја Хрват, или вие сте македонец, или јас сум полумакедонец, јас не се срамам од тоа. Ја многу сум горд што сум Хрват, а многу и још уште сум горд што знам да зборувам македонски. И моја љубов кон Македонија е многу голема. Ви благодарам многу за овој многу убав муабет. Чекај малку, Крешо, кој ти идаш навака, ти знаеш, телефон че имаш, ти чекам на истото место. Важи. Злато, човек. Ти реков? Стварно е. Ти реков? Стварно е. Одиме натаму. Истај се малце. Глушт на глушт. Камен врз камен. Од камен и ние обата. Чади ноќта. Зборот се двои Од темнината. Има нада.